Три македонски агенции за посредување веќе преговараат за увоз на работници од Бангладеш, пишува Фокус, наведувајќи ги условите во некои од потенцијалните земји извозници на работна сила, како Бангладеш, Непал, Индонезија и некои други. Илјадници текстилни работнички од Бангладеш останаа без работа откако побараа поголеми плати, а дел од нив се соочија со полициски обвиненија за кражби и вандализам. Овој случај беше еден од низата во оваа земја, каде работничките права се сериозно запоставени. Открива во анализа вестникот Фокус. Причина за големите протести е минималната плата која во оваа земја е $96 или 5488 денари. Синдикатите и работничките организации бараат минималната плата да биде $193 или 11.033 денари. Но газдите на текстилните компании се противат. Други можни земји за обезбедување работници е Индонезија со минимална плата од 6.917 денари, Непал со 7.203 денари и Пакистан со 6.117 денари. Со новото зголемување на минималната плата, овие работници во земјава би заработувале 3 пати повеќе. Но дали е тоа решението на проблемот со дефицит на работна сила во Македонија? Во никој случај, да ви кажам, јас имам 4 сина, си се во Германија. Работат, заработуват големи пари. Што да ви кажам? Кој ќе дојде тука? Од Египет ли ќе дојдат? Од не знам како се викаше тие таму афрички земји. И за оваа плата, само ќе дојдат тука и пак ќе бегат нагоре. Тој ќе види како тука како тамболина. Би требало да го спречат, мислам такова. Зависи како е. Од друга страна, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики за ТВ Стар изјави: Ова е момент за кој сега веќе се зборува отворено и со кој треба да се соочиме. Работна сила треба ургентно бидејќи економијата мора да живее. Одбивноста кон работниците од страна е пред се културолошки проблем, кој со тек на време ќе биде надминат. Смета Битики. За економистите, увозот на работна сила е неминовен. Од гледна точка на економијата, ако е загрозена, значи позицијата на бизнисот, во тој случај тие мора да бараат решение и да најдат работна сила. Но од друга страна мораме да дадеме критика и кон државата заради тоа што таа не стори многу да ги активира оние резерви на работна сила кои што се неискористени, како што се тие луѓе кои што некој начин чекаат само бенефиции од Агенцијата за вработување, а не сака да ги прифатат тие програми за преквалификација. Освен плати и се друго, според нашиот закон, работодавачите на увезените работници ќе мора да им обезбедат и сместување, но и услови за адаптација во системот и општеството.